Татко ми, Господа, не беше ни угледен, ни простак, ни богат. Ме даде на методи за да добијам парче леб, а и тој да има една уста помалку за својата сиромаштија. Па што ти преостанува сега, освен да бидеш голем? Не, господару. Нема да ти дадам причина да плукнеш пред мене. Не сум толку храбра овца. Оваа гордост е од мајка ти? Не ја знам. И не знам што правила пред да ме роди. Може фрлала со копје? Не ја паметам, господару. Но затоа за мајка ја знам моја насловенска земја од Белото езеро до Киев и од Струмица и Солун до Нитра и Велеград. А за татко самиот Бог, а? Ако не престанеш со таа надуеност, може да те снајде и она што не си го сонувал. Господару, ако твојот меч ја бара мојава глава, додај му на овој театар уште една весела гробница. Слушај ти, зад на старец со бели коси креваш меч. Не труди се премногу. Царо, тебе што туку ти го подори животот? Гледам како душата ти се радува од моиве страдања. Во секој случај, повеќе си од Божји слуга. Македонските словени веќе 300 години со самото свое чело ја допираат византиската цивилизација. Не еднаш тие се обидоа со грчките и со латинските букви да пишуваат на својот јазик. Но дури откако ја создадоа својата азбука, ги преведоа и ја прифатија книжевната сложена форма и божествената содржина на Светото Писание. Христијанската мисла и црковната книжнина со тоа се само збогатени, Ваше Преосвештенство. Денес е среда, знаеш. Во среда се среќавам со себе си. Тука си. Се најдов себе си. Денес е среда, знаеш. Се е Божја волја. Бев на гробот мој. Исус ме благослови и мајка Богородица. Амен. Кој ден е денес? Среда. Среда. Заминувам. О Боже, дај ми прошка и спокој да поднесам што не можев да сменам. О Боже, подари им храброст на следбениците да бидат трајни во делата своји. О Боже, просветли ги со мудрост да останат вечни за чедата идни. Едниот заптија е долу, пред влезот. Сега си ја врши својата работа, Ванде. А на турчено, пред врата, можам да му го извадам гркленот со 2 прста, нема ни да кркне војвода. Јас сум господин Андро Дуко, солунски трговец на Ангро. Купувам жито, кожа, волна и така натаму. Затоа имам царски документи, а ти си мој помошник. Јасно. Затоа не смеам да носам ниту нож, ниту пиштол. Точно. Сепак на турчино би му го извадил гркленот со 2 прста. Добро, добро. Не лути се, војвода. Јас сум војвода Андро Дуко, трговец од Солун. Ке видам гости на господица Сара. А ти немој случајно да припукаш. Да припукам јас? А со што?
високо до 1 метар, тешко до 250 килограми, многу сака да јаде мед, се чини дека е тромо, но се лажете, многу е брзо. Се вика. Се вика мечка. А на оваа мечка името е Божана. Оваа била од бабуна. Како само можеле да ја фатат? О? Како сум можел да ја фатам? Јас. Епа еве вак. Штрк. Во Македонија најпознат штрк е Силјан штркот од село Конјари Прилепско. Во есен ќе се соберат штрковите од сите села на едно место и ќе му е летнат за Африка. Инаку, јас сум им омилен човек. Браќа, спрема мене, најбараната стока на пазар после пиперките и зелките е будолштила кона веко. Ви текнува? Будолштилот боли? Не боли. Ни носи тежина на душата и на мржата? Не носи. Не дели лисе. А без зачудење, браќа, зошто луѓето толку се исплачиле од него, не разбира. Ова страшило е прочената прилепска завист. Вештарката завист. Совет ни пика во умо да му умре козата и прчо на комшијата наш. Ова страшило е лагата. Ова мрзата. Ова лакомоста. Гледате ја колку е дебела лакомоста. Прилепов може да го лапни со сенужбици како локум. Ова страшило е кодошлакот. Лујче јади то копиле. Гледайте го страшилото себичноста. То не дели. Суратите не сакаме да си ги видиме. Брајча, сите красти на нашиве табиети во дворов се собрани. Војња барат. Сака да не слушат. Турбис, дувај во трубата. Самиот Син Божји рече: проповедајте ја верата на сите јазици, кај сите народи. Да го изведеме словенскиот народ од мракот на незнаењето во народ рамен на просветените народи. А што се однесува до азбуката, нашата глаголица, на таа азбука, Господине, веќе се напишани дела достојни за благословот Божји. Казна или награда од Бога е, кнезу. Ќе ја примам како што прилега. А езерово е празник за окото и празник на душата. Едното зрно ќе роди 1 клас. В година 30 зрна ќе родат 30 класа. Овде во Лихнидос е вистинското место за нашиот храм. Тука владееле и римјаните и Византија. Пред нив Филип Македонски, потоа син му Александар Велики. Пред нив други. А епископот Еразмо овде го ширил христијанското учење. Тоа придонело античкиот град Лихнидос меѓу првите да стане епископски центар. На свето место ќе го поставиме нашето словенско огниште. Смрагната езерска вода. Тврдините горе. Па тоа е божествена рамка за огништето на нашата словенска култура. Брато мој, уште учителот мој, епископот Моравски и Панонски методи и мечтаеше за ова. На словенски ќе создадеме дела какви што не се кадарни да напишат ни на грчки, ни на латински. Нека расцветаат со Божја помош самостојната наша словенска богослужба, просвета, книжевност. Само така словенското племе ќе влезе во редот на културните народи. Еве ти се колнам пред Бога и ти се исповедам сполајмо, но суета ли, усетли некој, се нешто ме тера да оставам трага дека сум бил, дека сум направил нешто за нашите учители и за нашиот народ.
Gref li je to na ume? Ovoj svet je već umoren od omrazata gospodaro. A ja sam star, silite me napuštat. Molim da бидам ослободен od za mene preteškото бреме и да си се вратам во мојот манастир во Охрид, да си го дочекам крајот во монашко одшелништво, во разговор со Бога и со книгите. Тој се осмелува да му суди на царот. Господ ни е судија на сите еднакво, стратего. Господ не ја оправдува војната во која без причина се раѓаат само клетви, солзи, бездомни сираци. Ова е време на најголемиот расцвет на писменоста, книжовноста, црковното градителство. Браќа мои и синови мои, знаете оти ниту Византија, ниту Рим, ниту бугарите ќе не бидат благодарни за делото што го вршиме. Ние сме фрлени во борбата за превлас меѓу нив. Само словенскиот народ ќе не биде благодарен ако со Божја помош успееме и со 3.500 учители што ги создадовме, од сега нема да му служам ни на кнезот, ни на царот, туку само на Господ и на мојот народ. Зашто овој народ има повеќе иднина отколку минато.